Сашо Поповски од Тринава не само што е педагог, музичар, туку и двигател на една джез културна платформа, па така што ова девето издание, како што кажавме пред малку, на Jazz Factory Festival, денеска го најавуваме со сите податоци кои што ви се неопходни да ги знаете. Од 15 до 19 повторно ќе имате прилика да уживате во една цела убава серија на концерти, настани, средби. Сашо, добро утро. Добро утро. Во соседството на Телма телевизија. Добро утро. Да. Мислам дека си еден од оние луѓе кои што некако најблиско ја има Телма тука. И Па комши сме, да. сосема сме соседи. Говорејќи сега вака девето издание, вистина како да беше вчера кога ги најававме првите издания, незалудно го носи епитетот веќе, нели, овој фестивал, баш прочитав, нели, благодарение на Европската асоциација EFFF, така или, ако не грешам, како извонреден уметнички изрази фестивал. Веројатно е показател дека добро стоиме на темелите на джезот во Македонија. Така, најнапред благодарност за поканата, поздрав до гледачите на телевизија Телма, секоја година вие ни некако прво гостувам кај вас, па после одам на сите други медиуми. Инаку тоа е стара информација од 2019 година. Најново е што ние веќе 2 години во серија нашиот джез фестивал, а сега и Народниот театар во Битола, сме членови на една светска асоциација на арт фестивали, која конференција секоја година се организира во Шангај во Кина. И минатата година, 25-та, ја представивме Македонија, джез фестивалот и Народниот театар во Битола пред 2500 делегати од целиот свет. Така да таа е најголемата светска асоциација на арт фестивали. Значи, апгрейдът на дополнето кога веќе збориме за да, 24-та и 25-та веќе сме во таа светска асоциација. Што би значило да се биде во тоа семејство? Тоа значи многу, значи да имате контакти со најголемите светски фестивали, најголемите арт фестивали, генератори институции во светот, така да овозможува да речеме признанието кое што е дел од семејството веќе полесно се букираат. Апсолутно, половина од програмата е преку таа асоциација букирана за ова издание. Така да за следната година можам да ви кажам дека за прв пат ќе имаме артист од, како се вика, од далечниот исток, така да од далечен исток имаме артисти. Така ни треба малку година-две за да стигнеме до тоа, но за јубилејното. За јубилејното 10-то издание можам да најавам дека ќе имаме од Ориентот, ајде. Така е најдобро. Браво. Почесто джез музиката е наша тема, особено кога имаме доминантна стана. Да, причина да и повод да најавиме различни концерти или настани поврзани со джез музиката и секогаш некако ни се тука наметнува истото прашање во смисла на тоа колку и на каков начин ја градиме джез културата кај нас. Впрочем, колку како граѓани и оние кои што ја сакаат и им лежи или ја разбираат джез музиката, се дел од публиката на меѓу другото и на овие концерти. Вашата перцепција или впечаток, па и мала ретроспектива за годините назад, имаме ли напредок во тој дел, бидејќи на некој начин и тоа е музичко едуцирање кога зборуваме за джезот? Многу добро, вие се кажавте. Да. Сега јас уште треба само бројките да ги наместам. Само видео да го потврдите тоа од ваше искуство, вака да биде точно така. Значи джез фестивалот е во 9-то издание, но Марко се сеќава, ние почнавме пред 15 години со Jazz Factory for Kids. Таа е една работилница која што ја направи базата или критичната маса за да се создаде джез фестивал во Битола. Беше токму тој проект кој што беше работилници со деца, каде што изведувавме музика, джез музика, а тие беа креативни, свираа инструменти со нас, изработуваа слики, пластелин и најразлични уметнички изразувања, фотографии. И така децата беа мали, доаѓаа со нивните родители се сега публика, а од пред 15 години тие деца порасна и тие ни се публика. Така да се створи таа критична маса, но она што е многу битно, Марко што го кажа на почетокот, ние од оваа година и во минатото беше имавме неколку, како се вели, представувања во различни градови, но од оваа година станавме национална джез платформа. И ова година фестивалот ќе се организира во 4 градови во Македонија. Што е прв пат. Што е прв пат и е единствен фестивал кој што од минатата година имаме паралелно отварање на фестивалот во Битола и во Скопје, во Народниот театар во Битола и во Аудиокултура во Скопје имаме паралелно отварање. Ова година ќе биде на 16 април во 20 часот. Така да може тие што нема да бидат во можност да дојдат во Битола, да дојдат во Аудиокултура во Скопје и да проследат едно паралелно отворање. Значи еден фестивал
два града. Два града. Или два концерти еден фестивал во исто време. Во исто време, да. Мислам дека сме единствен фестивал во државата кој што има ваков формат. А колку е тоа, да речам, предизвикувачки за Многу е организацијата? тешко. Да. Многу е тешко. Ние сме еден мал тим. Синхронизирано да бидете, нели? Да, ние сме еден мал тим кој што има многу пријатели. Токму тие пријатели подадоа рака, го препознаа како двигател на ова джез сцена што кажавте, Джез Фабрика фестивал во Битола и ги отворија вратите, еве сега можеме да направиме паралелно отворање, да имаме концерт во Демир Хисар за прв пат во Центарот за култура и да го завршиме фестивалот на 19 со нашите стари пријатели, најстариот джез клуб во Македонија, Джез ин Охрид. Кога некој ќе прашаш зошто Джез Фабрика фестивал или Джез Фектори фестивал, тоа е веројатно затоа што имате или комбинација од концерти, работилници, мастер класи и секако средби. Ова е претпоставника и обид да се изгради таа инфраструктура на джез култура во Македонија. Ако се сетиме нели на моментите со децата и нели едукацијата на децата, ова е само едно поголема форма на апгрейд. Имено. Сега може ли чисто вака да споменеме, освен концертните средби кои што ги имаме, сериозно за да влеземе во фабриката ваша? Така. Што може да најавиме што е клучно за годинешното 9 Значи имаме 9 концерти на артисти кои што доаѓаат од Франција, Австрија, да не заборавам некој, Унгарија, Полска, Србија, Црна Гора, Македонија. A-listers. Од A-листа категорија тој Да, тоа се врвна класа, ќе ги кажеме артистите, а додека во овој пратечкиот програм имаме ја доделуваме наградата за најдобар млад джез музичар, која што го носи името на Гоце Димитровски. Ова година ја добива Христијан Рицевски, тој е еден млад саксофонист од Охрид кој што ќе го промовира својот нов албум Water's Dance. Потоа имаме промоција на книгата на Иван Благоевич, тој е директорот на Нишкиот джез фестивал, најголемиот джез фестивал тука во нашиот регион, и ќе има промоција на неговата книга во Утопија во Битола на 15-ти, Аудиокултура на 16-ти, само да не заборавам, Jazz Factory for Kids традиционално го организираме веќе 16-15 години, за деца. Од 2011. Ова година во соработка со Europe House Битола ќе биде во офицерскиот дом. Потоа имаме мајсторски клас на Лукас Мейсел, тој е джез пианист, професор на Джез Академијата во Грац, фамозната Академија во Грац, ќе го донесеме Грац во Битола и заедно со соработка со амбасадата на Австрија и Државното музичко училиште во Битола, мајсторски клас ќе имаме за учениците и љубителите на джез музика во Битола, и на 18 имаме годишната конференција на Асоциацијата на джез фестивали, каде што ќе имаме неколку нашите пријатели, верни партнери, Джез фестивалот во Петрова, Джез фестивалот во Кикинда, Нишкиот джез фестивал ќе бидат дел од таа конференција, која што е онлайн, дигитална, и ќе многу повеќе джез фестивали ќе се уклучат директори и ќе разговараме за идни проекти и она што не очекува за 26-та, кое што е навистина многу, затоа што ние од минатата година имаме партнерство со джез фестивалот во Краков, Джез Juniors, па така да во соработка со нив бендот од Полска, тоа е Джума бендот од Полска, ќе настапи на две сцени, значи во Демир Хисар и во Охрид во Джезин. Така да ова година одиме повторно во Франција преку нашата мрежа одиме Брно на джез фестивалот и во октомври повторно во Кина, така да Кина повторно. Да, Кина ќе е традиционално секоја година. Прекрасно. Да, и како се движиме и кон крајот на разговорот, во контекст на сето ова кое што го споменавте дел од програмата за ова 9-то издание, можете и во однос на насоката, па да кажем и она што беше ваш водич или водилка во однос на организирањето на самата програма, но и гостите кои што се дел од овој фестивал. Што е најчесто иницијативата, поточно поводот за нивното гостување? Дали е тоа она кое што е моментално тренд во джезот? Дали е тоа кое што го гледате според потребите или, да речеме, желбите на публиката? Што е ваша водка? Одлично прашање. Ние имаме 3 вечери, трите ќе бидат различни. Првата вечер најчесто ни е contemporary или современ джез, потоа во втората вечер имаме традиционален джез и третата вечер најчесто даваме можност на македонските артисти да се промовираат. Оваа година за жал изостана поддршката од Министерството за култура прв пат во 9 години и малку бевме лимитирани во тоа
средствата кои што Да кои се што не ги распределат. добивме и не можевме толку да инвестираме во македонските артисти, затоа имаме само еден концерт на македонски артисти, а лани, ако се сеќавате, направивме прв пат, бидејќи добивме пари од Министерството на култура, направивме Big Band, JFF Little Big Band, продукција голема на македонски автори, професор Тони Китановски пишеше аранжмани и диригираше со тоа, но ова година, за жал, еве, таа културна децентрализација изостана овај пат и стана тотална централизација, но тоа е можеби тема за некој друг друго. Да се друго време. дресира до Министерството, или која е причината, ма? Да, како и да е. Значи, на 15 Христијан Ристевски во Утопија, во Народен театар во Битола нашите партнери имаме Tribe Vibes, тоа е триото на Карим Блал од Франција, потоа втор концерт имаме од Израел, Метан Клин, тоа е еден фантастичен флейтист кој што е дипломец на Беркли, многу високо ценет и наградуван, артист заедно со триото на Гентруши. Вториот ден фестивалот го отворува Voice and Bass се вика групата, тоа се Агнес Лакатош и Тибор Клуш Брана, тој се двајца професори од Джез Академијата Франц Лиз во Будимпешта. Оригинален проект джез пејачка со контрабас. Многу интересно. Добар дуо. спој. Да, кој што имав можност минатата година во Петровец да го гледам и така и го букирав тој бенд. И втор концерт ќе биде Austrian Rhythm Section, тоа е триото на Лукас Месел кој што ќе настапи во Народниот театар и Џума кажавме дека ќе настапат во Центарот за култура во Демир Хисар и Охрид Джезин. Да, сега забележав и младата Алекс, бие фантастична, ја имавме пред еден Александра, да не заборавам, таа ќе студиото. настапи на 16 во Одлична Паб дама. Бургон Стрит, нашите поддржувачи секоја година, затоа што покрај двата концерти кои што ни се во официјалната програма или во Народниот театар во Битола, правиме концерти и во соработка со локалната култура. Да, таа во разговорот со мене вели нешто што сакаме следниот период. Да, студентка. Вистина? Да. Тогаш гледам од каде има енергијата. Сама спомена во интервјуто, сакам кон джезот малку да се насочам. Бидејќи таа има доста искуство на крузери низ светот и веројатно тука го опипа моментот. Сосема... Јас ја запознав на факултет, добро што ја спомнуваме, и некако, еве, вчера имавме презентација бидејќи јас сум професор на джез оддел во Музичката академија во Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И имавме презентација пред учениците од Средното музичко училиште во Штип. Може да ви кажам дека две девојки, една джез пеење, една джез пијано, некако се повеќе девојки сакаат доаѓаат кај нас на джез академијата. Сум многу среќен затоа што генерално има недостаток на women in jazz во Европа. Жени во джезот, а? Точно така. И ние со нашите партнери од Нишкиот джез фестивал веќе имаме еден нов проект, се вика Jazz Sisters, каде што на ниво на Европа правиме оркестар од 10 девојки, кој што ќе биде проект од 3 години и ќе се свири во 7 држави на низ Европа. Жени ќе имаме и од Македонија представници. Еве сега мојата студентка Тезан Хајрадин, да ја поздравам, на 15 мај ќе има концерт во Дижон, во Франција, каде што направивме еден интернационален како се вика, оркестар од млади, значи од студенти, девојки, кои што ќе настапи во Франција во Дижон на 15 мај. Така да многу се радувам. Оно кое што го правите и на што се става акцентот се разбира за сакување на джез музиката уште од мали нозе и веројатно гледање на потенцијалите кои што ги имаме, а кои што треба да ги види некој друг. Да, поддршката ако сакаме да ги задржиме кај нас и да развиваме се повеќе джез културата. Отворена поканата да Ако не, се разбира светот многу подобро знае веројатно тоа да го почувствува. Да го диригира, да. Видете, тоа е многу чест пример затоа што ние како општество не знаеме да си ги задржиме младите и потенцијалните, така да тука најдобро е да застанеме. Доволно од критики, само тоа го слушаме. Но честитки, 9-то издание. Благодарам за тоа што имате и домашни интернационални музичари кои што на некој начин ја носат културата и се конкурентни на европското ниво. Мислам дека уште нешто заборавивме, јас се извинувам. Фестивалот секоја година се организира под покровителство на општина Битола. Од оваа година делегацијата на Европската унија и нашиот стратешки партнер Симпекс Битола. Благодариме. Билетите веќе се во продажба. Да, Народен театар и во Паб Бургон Стрит може да се купат и онлайн може да се купат на билетарата на Народниот театар. Супер. Постакуваме успешни издания и добра забава во градовите кои што ги споменавме.